Почитувани, еве сме и во времето пред нас резервирано за емисијата Очи во очи на телевизија 24 и еве можеме да продолжиме со дискусиите, дебатите околу темите на кои дискутиравме, кои бете и ги загатнавте вие од различни аспекти или да предложите нови, слободна тема, како што гледате, ја привршуваме и оваа недела, ете со оваа емисија, односно оваа наша средба да подвлечеме црта и зад ете овие денови кои се зад нас, но и идејата е да бидеме од страната на објективноста, на реалноста, така да еве се надевам дека ќе го направиме тоа и максимално ќе го искористиме. Јас еве ќе се обидам, а за да тоа биде така, да имате што повеќе време, еве верувам дека нема да има ситуации во кои ќе биде неопходно тогаш нешто да се коментира и објаснува и непотребно да се троши времето. Така да, еве, ако функционираме добро од двете страни, мислам дека можеме да навистина го искористиме максимално времето. 6091-924-925, повелете, кој ни е прв? Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Сега се зборувам од Каварна се јавувам. Аха, ве поздравувам, кажете да. Значи, Каварна си може да биде, бидејќи слободна тема, студентски ѓад. Значи, тие власна факултета. Технолошко-металуршкиот факултет, земјоделско-шумарскиот факултет и тоа, ова Весна што е Јаневска, јасно знае да имаме и готови објекти, а имаме и доктори на науки. Еден од тие најдобар доктор на науки е Митко Јанчев. После имаме академик доктор Блаже Боев. И още два тројце имаме. Значи, по-хитно треба тие двата факултета да дојдат во Каварнаци и ќе одат на пракса кај ИГМ. Тој ИГМ има метална индустрија, најголема е на Балканот. И ќе одат на пракса. После и бесплатен оброк ќе му дава овој градоначалник што е доктор на науки Митко Јанчев. Значи, овој Милорад добро зборува да донесе нов закон, бидејќи слободна тема, за потеклото на имотот, али да го спомне и онај бандитот Груевски и Руто Ѓорѓиевски. Значи, Груевски владееше 12 години со Алија Кмети. Значи, такви проблеми направи тие Груевски со Скопје 2014. Македонија е мала земја, постои трусто подрачје. Значи, и да се преземат мерки и сега уште му се дават дозволи на тие што градат згади кај Holiday Inn и инвеститорите. Отхитно тие треба да ги увасат кривични пријави и не може тие доктори науки, што ти знам и судии по 5 стана да имат 10, чио да носам тие луѓе. Во една емисија кажа и Марија Ѓорче тебе од да носат 6000 стана, така стоат заклучени. Ова е поракот за те. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете, кој ни е следен. Ало, добар ден, Гошицо. Добар ден, да почит, до вас повелете. Што да почнеме афера до афера. Со 5 тони марихуана се заврши тоа, више се затачка, не се заборави да се. Со груби, со 8 милиони проневера се забори и отиде дома. Сега излегува 60-80 милиони за тамо анекс договор за тие косини тамо провали по аутопат се прави за Кичова. Уште една аутопат кој се не аутопат, регионален пат. Извор Дебар 30 километри, 4-5 години се гради, за него никој не спомнува и се асфалтира. Кој гради, колку кошта, што кошта, како кошта, ниедна телевизија, ниту еден политичар не спомнал да каже за тој паша се гради. Преку јама се гради, значи беше понапред. Макадам сега се гради со асфалт, се проширува. И никој не каже колку коштат, колку време треба да се гради тој пат, колку пари биде дадени за тој пат и колку уште ќе се дават и за тој пат. Никој не зборува. Значи, афера до афера. И ова сега со овие со чистата за аутопатот, јас преска ми се кажав, како се тоа бе намерно копани ридови заради дрвата, заради огромни дрва политичарите со шумското сите беа поврзани тие од ДПМН. За време на Сашо Мјалков,
Во нашите цркви, Деварска епарахија, кај што на старешина, околу 400 икони се беа украдени. И денеска ниту една икона немаат вратено нити најдено. Една икона, такви икони видов после на излог некој купил во Енглеска. Една најмала икона беше осигурана за 3 дена да не би украл неко 8 милиони евра најмала. А 400 замисли нека бија сите по 8 милиони. Најголемите злосторници во Македонија сега е Сашо, Мјалков и Груби се на цело ДПМН, СДСМ, судуи сите. Така, ве поздравувам, благодарам, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, се слушаме. Поздрав до тебе. Исто така, поздрав, повелете. Ајде, се киспаме икони дека ВМРО карава. Ала има, значи, извори, неисцрпен извор се на информации. Околу ова автопатот Мацен, овој со средна школа се фали дека проста математика да му направиме. 1.600.000 поделено на 100 километри дава 16 милиони евра километар. Додека во соседството истата бека Ленка за 4,5 милиони ги градеше патиштата и во соседниве држави нагоре. Но 3-4 пати поевтино. И ту се спомна тамо кога се дискутираше за тој договорот, дека од кога ќе заврши со изградбата на автопатиштата Бехтеленка, има право уште 6 месеци после тоа да експлоатира минерални суровини од кај нас. А зашто ќе им служат, не знаеме. Така, чисто онака, као податок еден интересен, 6 месеци да ти црпи некои минерални суровини, а зашто? При завршен автопат. По завршувањето на работите. Да. Така, да, со овие се, значи, извор на што викам искоски на пердови расфрлања. Дали виде ти за Артан Груби? Сообштенија, фрчат. Вчера имаше седница пратенички прашања и тие малце пратеници што ги има СДСМ ги немаше во парламентот. Филип се беше тамо и Филип се го прашува Мисковски за некој си Симо тамо, не го прашува за Артан Груби. Вака е лесно да читаш сообштенија напишани во Србија. Друго е кога си во парламентот, директно кога ќе ти одговорат, затоа и не ни праша. Тоа се СДСМ и компанија. Благодарам. Ви благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни е следен, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Еден предлог да ти дам тема. Повелете, да. Сите овие гледачи што се јавуваат нон-стоп, посебно овие патриоти што се врегаат, кои им речат дека се од Северна, еден предлог да ти дадам. За 1.000.000 евра, колку би лежеле домашен притвор? Секој гледач нека се јави. Дали би лежал година, 5, 10 или цел живот? За 1.000.000, не за 8 милиони. Тоа би било интересно прашање. Значи, што да кажам? Груби беше главен на државата. Он беше број еден во државата кога беа предавници од СДС. На тој Ковачевски предавникот му дадоа на жена му 20 милиони таму за фотоволтаици, му ја затворија устата и Груби командаше со цела држава. Командава со бугарско-албанскиот договор со француски подпис. Катастрофален договор со бугарите, што го направија. СДС појма немаат што се договараат. Ако се сеќавате кога гласа во собрание, беше све тајно. Демек тајен бил договорот. Исто и Бенкел и Еликел. Над 1 милиарда и кусур. Како се гласаше во собрание? Повторно тајен договор. Толку штетен договор, да ако се прекине 500 милиони треба да плаќа државата оштета. Значи, сето тоа го направи дури и овој другарчево. Они ги ставија суди и обвинители. И што сакате сега? Си дојде човек од дома и си одмара, ќе застари делото, парите нити тој, нити другите милиони што украдоа не ги враќаат. Благодарам, ве поздравувам. Има една дискусија интересна помеѓу осуденик поради убиство и адвокат негов, и во разговор адвокатот сваќа дека е
осуденикот навистина интелектуалец и паметен и така натаму, и во разговор велам го прашува, добро, како тоа може, од каде ти убиец, некако неспоиво е, како стана таков? Па тој одговара, вели, па секој е убиец, само треба да ја сретне вистинската личност. Сега, ако се гледа така, по однос на она што кажавте и вие, да ти дадат толку милиони понудат и слично, дали би. Ако се оди по тоа, да, секој е и криминалец и секој е убиец, само му треба околности да дојде до тоа, крадец и така натаму. Но, по таа аналогија, зошто не би го поставили и прашањето, може ли да се прават и добри работи? Значи, секој е добар ако има услови. А еве, услови и прилика имаат токму функционерите на тие позиции кои се. Зошто не ги направат работите подобри? Еве, ние дискутираме тука и навистина сме во таа насока добри, но ја немаме моќта директно да ги смениме работите. Ги имаме јасно како тој глас на јавноста, на граѓаните и така натаму, па да влијаеме. И тоа не е воопшто занемарливо. Се менуваат многу работи под притисок на јавноста или како и да е. И се формира и воопшто мислењето и ставовите и на тие политички структури, да не кажам елити, затоа што очигледно не се елити, што ме состојбата таква каква што е, и со корупцијата и така натаму, или се елитни во тие работи. Но прашањето е, значи, токму да, еве, ние сме такви, ако би ги имале тие прилики, тие околности, зошто не би ги направиле работите подобри. Така да, еве, тие се на места, директорски, премиерски, мислам наназад, воопшто од независна Македонија до денеска, зошто ни е ситуацијата таква каква што е. Може да се направи и лошо, да се разбуди лошо во човекот, а може пак и велам, особено кога имате одврзани раце. А ниф им се одврзани рацете на тие позиции на кои се. Така да, во некого може да се разбуди навистина во одредени околности некоја екстремна негативна личност или склоност да земе понуда од тие милиони евра или да ја злоупотреби позицијата и така натаму, но може да му се разбуди и доброто, да каже не. Јас сум тука за да ги направам работите подобри. И кога би се формирало едно критично мнозинство од тие кои би работеле како што треба, би ги надвладеале овие другите. Да вратат и куферче со пари, да вратат и прилика за влијание со интереси, тргови и така натаму. И тогаш самите резултати би биле едноставно и храна за нив, затоа што така би ја стекнале и репутацијата преку резултатите и сатисфакцијата соодветна. И нормално не би изостанала секако перспективата на општеството во секоја смисла. Повелете, добар ден. Почитуван родител, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Здрав жив. Да, повелете. Спомнавте вистинска личност. Зборувам во лично моје име, еднина, како име. За жал, по моје мислење, ние немаме вистинска личност. Во збируштина на влада, почитуван родителу, ја ни една личност не гледам која е вистинска и која дава надежда на нашата иднина. Почитуван родителу, јас како име признавам дека сум мекот кивец, нали, и меко мускулест. Ама признавам, со 75 годишна возраст и тоа и тоа. Мускулите мене нема, веќе се трудам, плювам, ама некако да ојачат. И сега некој вчера од собрание од говорница кажа ми, а не е таа страна. И сега прашањето е, за жал, природата, анатомија на човекот, тоа е почитан родител. За жал, ако некој каже од 45 годишна возраст до 50 години, за тоа треба да каже дека постои и мекомускулест. Ама тие се многу агресивни. Тие кога го доживуваат, тоа се многу агресивни во животот. Се им смета. Ме разбирате? Да, да. Нивната моќ ја префрла се на други најарогантно што може. Арно, ама,
Другата страна си бара чаре и вика помош, помагајте. Така да со невкусни изрази, невкусни муабети на парламентарна сцена доста веќе. Дали еднаш за секогаш ќе се опамети дека неговиот вокабулар е прочитан. Да, и треба да стави крај на тоа. Нека не го вреѓа сопствениот народ. Благодарам пријатно. Благодарам, поздрави до вас. Иако добро, тоа меко ткиво или слично изложувањето на ранливите места значи и знак на доверба. Имено токму ова што го спомнувате тие пратенички прашања, па се спомнува мачки, лавови и така натаму, кој е мачка, кој е лав, иако и лавот е мачка, нема разлика. Тоа е родот, фамилијата. У суштина нема апсолутно. И едниот и другиот го има тоа меко ткиво, мек стомак. Но токму кога станува збор за мачка, се едно или лав, или јагуар, или гепард, или која и да е друга мачка, домашна или дива, рис, се едно, ќе ви го открие мекиот дел стомакот тогаш кога има доверба. Да ја допрете по стомакот. Сега, затоа велам, може да се гледа и како, значи, токму таа ја дава довербата со тоа што го изложува најранливото, да може да биде повредена. Затоа е битно и дефинитивно довербата да не се загуби. Така да мора да се води сметка и на тоа. Довербата како со ЕУ исто. Така да и довербата воопшто, не само во политичарите, таа генерално веќе со оглед на тоа што се едните исти, практично само некои на тие челни позиции се менуваат. Не бил Заев, па сега дошол Филипча, предходно бил министер за здравство и така натаму, па не бил Груевски, а сега дошол Мицковски, а предходно бил и така натаму, да не ги редиме. Тоа е тоа генерално. Да не се загуби таа доверба. Како во ЕУ што се губи се повеќе, така не само во политичарите, туку и воопшто во перспективата на општеството. Затоа се и тие миграции и слично. Така да двозначно е тоа меко ткиво и слично. Меко ткиво, но ако секој почувствува дека му се брца во мекото ткиво и се повредува како носител на општеството, како јавност, како поединец, физичко лице, од страна на институциите на државата, нема да го трпи тоа. Или ќе направи нешто, или ќе се замине. Така да, ако некој ви пружа доверба, не е само знак да биде повреден, туку треба и да се оправда таа доверба. А народот генерално се има изложено со сето свое меко ткиво. Тоа е довербата кон политичарите. Ова ќе направиме, она ќе направиме. И се уште сме сите изложени така, чекајќи повеќе од 30 години да видиме. Да видиме да се оствари тоа во што не уверуваат. Меѓутоа немаме ниту чешкање по мекото ткиво, по стомакот, а камоли нешто друго, напротив. Само буцкање. Повелете, добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете, ве слушам. Па вака сега, не знам дали се сеќавате, пред 10 дена на Канал 5 кажа дека дел од улиците во Чаир ќе бидат затворени бидејќи стигнува Албин Курти. Сега. Аха. Значи вака. Албин Курти се сретна скришно од јавноста со Мицковски да се договорат како Артан Груби да се врати во државава, а да не му се случи ништо за се што правил. И тоа е сигурно, бидејќи ова се зборови од неговата партија, од тие што му се подпароли на Мицковски. Сега, значи, истото се служи со уцени и закани према оне што треба да одговара за нешто. Еве пример. На Петер Шилегов му се заканија пред неколку месеци за градската куќа или таа како беше македонска куќа. 30 кусур милиони ги украл.
на Јован Десмотовски за европски пари, а на Жан Митрев за операциите со срцата. Најверојатно се уценети сите тројца за да излегуваат еден по еден на телевизија и да зборуваат против СДСМ. Не ми значи ништо СДСМ мене. Сакам да кажам, такви методи употребува Мицковски, безобразни методи. А за речникот негов немам зборови. Сите зборови во неговиот речник најверојатно се од некои многу прочитани книги или па од шетање по улиците како млад човек. Нека му е срам и арам. Не може да ја излажи јавноста, бидејќи ние граѓаните веќе не сме глупи и не му веруваме веќе за ништо. Исто, Мицковски треба да знае дека вака вика, ние сме лавови. Ја искрено да ти кажам исто, не ми личи мене на лав Мицковски. Нема ни грива, ни брада, ни... Да, добро, благодарам. Но, ете, тоа е дискутабилно, треба да се види, да се потврди или да се демантира што е како е, но факт е дека секој има мек стомак. Секаде, мислам и секој, што и да е, впрочем. Освен тие некои кои имаат черупки и така. Но генерално, ако видите, реално, кога станува збор за политичарите и така натаму, не случајно се користи и таа терминологија и во таа геополитика, стратегија и така натаму. Сад влегуваат тука во мекиот стомак на таа држава, тоа е мек стомак, значи тука може да... Тоа е тоа, секој го има мекиот стомак, економскиот аспект некоја држава, кој да е. Така да, што и да е, никој не е тука дефинитивно заштитен. Прашањето е само колку си го држи настрана заштитено, а колку може да одолее сам така, да не се изложи. Со други зборови, тоа е она од што зависи секој. Мислам, како држава, како фактор политички и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Да, повелете. Јас сум. Да, ве слушам, повелете. Вака сега. Прво претходнава гледачка малце ме иритираше да кажам дека како да била присутна на состанокот со Мицковски и Курти, ама не од нејзино име треба да кажува, не кажува од народ. Народ ќе кажа 58 гласов и доби. Сега ќе видиме наредните избори што ќе постигне. Чека рано уште, имаме почетници за сега. Како што тргнало иде нешто, напред идеме, еден чекор сме напред, па ќе видиме кој ќе стигнеме. Затоа и дека не кажува од многу име, нека си кажува од лично свое име. Второ, сакам слободнава тема за друго, сакав да изем. Денес се слушам страјкот за цементара. Да ја дислоцираат. Цементара не може да ја дислоцираат, не знам кој ќе биде тој што ќе ја крене и ќе ја однесе на друго место. Сега тука, јас сум тука родена во Скопје, тука сум израснала, беше и Светан да има фабрика, и цементара, и Охис беше, ете се прошири после земјотресот и Пинтија, и Драчево. Така да сега има луѓе се на целиот сек, дека не можеш една фабрика толкава голема да ја пренесеш. И сега веќе штрajкуваат. Зашто претходните 7 години не штрajкува? Сега го дојде ВМРО штрајк му прават. Зошто? Не знам, не му е јасно. Да видиме луѓе како ќе се му загадувала. Еве има мерни станици, па еве нека ги пратат, нека ги казнат ако има. Порано што викав, пред разговараме, вика имаше бело на кровевите од цемент. Сега веќе го нема тоа. Епа, сега што може, зашто ние сега граѓаните трпиме да не можеме полиција да дојдеме за нешто, тоа не може да се дигне од Скопје. Значи тоа е фабрика изградена, освен да се сруши, ама тука е па и цементот како да го трпат. Не знам, толку е, сега стварно не знам до кој степен одиме ние граѓаните во однос на барањата, некои работи треба да ги бараме, што не е можно да се изведат тие работи. Немаат ингеренција кој ќе струши се фабрика, луѓето да се на безработа, а да се дислоцира на друго место. Благодарам, поздрав. Да, ви благодарам и поздравувам. Не знам, мене ми изгледа тоа и многу покомплицирано отколку што може би на прв поглед изгледа. Кој ќе ја дислоцира, велите. Кој би ја дислоцирал, уште повеќе па да ја сруши. Од една проста причина, јас повеќе би се прашал на чиј трошок. Кога тоа е продадено од државата, ако не се лажам, во приватни раце, и сега што треба државата, на чиј трошок да бара дислоцирање? Или уште да сруши? И мислам како тоа би можело и како би поминало правно сето тоа.
ако веќе и би можел. Тоа е исто како да се едно од државата купите земја или објект или куќа, потоа ви кажат ајде сега за рушење. А како тоа? Така да не знам, може би има начини, еве чисто ова сега кога би го изложив, таа денеска е особено актуелно, ми се чини најдолг протест 8 часа и така. Така да чисто од тој формално правен аспект се прашувам, не навлегувам воопшто во тие моменти околу неопходноста, оправданоста, степенот на загадување и така натаму. Повелете, добар ден. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, поздрав до вас, повелете. Вако се слушаш? Да, се слушам, ме одлично. Повелете. Сакам да кажам, вие вака се. Протести што се прават овие не регуларни и не легитимни од синдиката почнеме. Те се двата синдиката кои се нелегитимни. Има многу синдикати, не го признавам. Овај синдикат, Слободен центар, и овај друг Иван Пешевски, што ти знам. Кога сите протестираа, вие немаше ги. Нема кој да ја плате, да профитират. Не дае. Од таа што губе, таа има многу пари. Тоа е езес, губат. Сорта грабилисти, не комунисти. Грабилисти се вие армии, се гледат, поделот се гледат. Многу пари на народот не му дават, не градат ништо, гитува живот и само гледат нешто да подкупат некој за да може немир да има и протести да има. Сега исто протестира за фирмите што ги имат, што ги поддржуват, што ги имат од приватните, од народот. Тие се приватни фирми, да ја плаќаат од народот, од народните пари, од буџет. Не е можно тоа. Тоа е значи кривично дело, народни пари за тоа, што приватните да имаат гази. А тие гази да идеа од народот ги придобија, 20% народот ги градеше тие фирми. И они ги стекнаа. И сега ги имат и сака само да се богатат поново, а да не плакат. Додека беше Никола Груевски исто за време на ВМРО, газите требаше да платат поголеми плати на работниците, иако бееше закон да работниците да беа осигурани од буџет. Од буџетот ги осигурува само поголеми плати, па не прифатија. Ови гасти... Так, истече времето. Поздрав до вас, повелете. Добар ден. Добар ден, господин Исто. Да, поздрав, повелете. До вас и до вашата емисија. Ви благодарам за... Ги слушам парламентарците, тој што се расправа само... И вие дел од пратеничката група. Да се живи здраво. Не знам која, да. Повелете. Да. Не, јас не сум партијски определен. Добро. Јас се знае, стало па се јавам. Од ова собрание, вака, да. Да, сега, еднаш ми беше мерак, стварно некој да се јави, некој стварно што ќе каже, некој паметно да ви кажам право. Само критики. ВМРО, против ВМРО, против РДС, против ВМРО, против РДС. Абе, луѓе, стварно, ја не знам како Абе, они толку они не се карат у собрание, измеѓу себе, овие повеќе се расправат, ти кажам право, на телевизија. Ова за Мицкоци, овој што беше претходниот исто за Мицкоци, абе луѓе, овој ги луѓето нека работат. Ако стварно има некој паметен, некој да се јави, нека каже да ти збора паметни. Ете за циментара, што да бидеш ништо паметно. Не сум од циментара. Понабрат, колку имаше циментара, железара, металски завод, сите фабрики, па не беше толку загадено. Загадено, на секој има згради сега. И каде, како нема да има загаденост? Пуст сега што ова се ситиште, насавале на 50 км на сат, тоа уште ќе биде полоше пак. Ај сега, веќе лето. Бе луѓе. Абе, стварно, ја не знам како да кажам, не знам да не ме разберат погрешно. Партијеве се, скарај па владај. Тоа ни сака да направат. Ја гледам сега, ми идем по продавничести, веќе по дуќени, по големе. Абе, не се сака, луѓе, веќе не се сакат еден среден. Значи, еден среден не се сакат. Поради вие пусти партии, да ти кажам искрено. Извини сега вако, што рекол пусти. Ама стварно да така се не виждам. Господин Исо, пријатно убав ден. Убав ден и вам ви благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Повелете.
да дислоцираат циментара. А дали прашаа кој ќе ја прими? Кај ќе ја однесат? Во Сопиште, каде? Во Белинбегово, во Ѓорче, во Битола, каде? Каде иначе и трошок? А така, не е лесно само да протестирам, треба да знам зошто. Што рековте, приватна е плюс. Па тие средства што треба да се дадат за дислокација, треба да се дадат за современи филтри, современо работење. И за мерни станици да се реши проблемот. А не да бараме проблем кај што го нема, да правиме уште поголем. Се знае што треба да се бара. Современи филтри и модерни станици. Или да се смени начинот на загревање на тие печки. Па брат ми 30 години ги зидаше тие печки, па не умре и не е болен. Него 70 години има. Циментара загадувала. Со месеци седеше во печките внатре, па ништо не му. И сега, кравите, ние не можеме со говедата да се справиме, замислете. Луѓето се справуваат со лавови, со леопарди, со слонови, ние со говеда. Од домашни ги направиме диви животни и говедата ни прават како што сакаат. Сега, замислете дали сме заспан народ, дали ќе плачеме по Југославија или плачеме по Александар Македонски, по цар Самоил, по Илиндерско востание, по Гоце Делчев што си губивме сами, Јане Сандански, Ѓорче Петров и слично. И точно е дека македонскиот народ, оној патриотскиот бил заспан. Па благодарение на Тито што го разбудил, па со помош партизаните на Тито направиле држава и сега некој ќе ја нарекува жабокречина, ќе ја нарекува бара и не знам што, а граѓаните ме котели. Безрбетници, а ово ја со... Така, добро, благодараме те да не одиме во тие, макар и како подсетување, тие термини, веќе гледам и тие вчерашни препокувања ги квалификуваат со разни зборови. Туку едноставно се обидеме да видиме, да утврдиме каде сме, каде одиме, дали напредуваме, дали сме на подобро или не. Ако ете дискусијата вчера во Европарламентот по повод тој втори извештај на Вајд за напредокот на Македонија, помеѓу другото констатира или сметаа некои од европратениците дека сме сега во полоша позиција отколку пред 10-15 години, дали е тоа така? Или, значи, дали по тоа прашање, дали по прашање на кравите? Што спомнавте, можеме или не да излеземе накрај со кравите? Па некогаш имавме една млекарница Трубарево со кој знае колку грла крави кои беа организирани и така натаму и еден други производители. Денеска ете имаме ситуација во која ова навистина станува прашање дали е на неодговорност или навистина не можеме да ставиме под контрола крави, или навистина се одметнале кравите. И тоа треба да бидат тие репери да видиме каде сме. Затоа како некогаш можело, значи и да има навистина многу добиток и да се користат токму за она, зашто впрочем и вете, се уште децата учат, а се помалку во основно училиште, или а се помалку можат да видат зашто ни служат домашните животни. И тие се збунети на крајот од криштата. Што добиваме од домашните животни, крава, што дава и така натаму, нема што сега, еве гледаат што гледаат. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, ако се слушаме, добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Ало? Да, повелете. Добар ден. Вака, сакам да презборам малку и јас, зашто е слободна тема, нема да зборам за некои работи, него јас ќе прашам зошто луѓево секогаш во слободна тема не го искажат своето мислење, кое што сакат да го кажат и да представат нешто што луѓето треба да го знаат. Дали е благодетно за работа, дали е благодетно за некои други работи кои се битни, како што рекол еден голем лекар. Извинете, рекол, целиот народ е болен, ама и јас сум болен. И мене нема кој да ме излечи. А ние не можеме да се излечиме
од нас самите, зашто не знаеме да зборуваме на слободни теми. И дали сакаме ние истите да работиме или да ги одоговречуваме работите и да ги полниме администрациите кои не сакат да работат. И секој си го бара она што го нема. А јас пак ќе речам, еднаш барем во твојата емисија, во слободна тема, да ги оставиш луѓето да зборуваат секогаш и да не даваш коментари, за да видиме како они разборуваат и што мислат. Повеќе гледачи, повеќе мислења и повеќе оптужби према некои институции, било што имаат забелешки кои можеме да ги исправиме. А ние не сакаме да ги слушуваме нашите мислења и затоа дојдовме до тој степен каде и што сме сега се наоѓаме. Немам време и со пријатно. Да, благодарам ве, поздравувам, но да, во ред се согласувам со тоа и еве во таа смисла како сега да не кажам ништо на ова вашето. Но да, така е како што велите, но доколку би имале што повеќе изложувања на своји мислења, ставови, идеи и така натаму. И тогаш навистина е само уште повеќе не само вас, секако и мене би ме заинтригирало, а да слушнам што има следниот да каже, да изложи своја идеја, своја констатација, своја размислување. Ако имаме меѓусебни прозивки, навреди и така натаму, како? Што да кажам? Затоа еве и ова вам ви го објаснувам, земајки од времето на другите, за да токму се обидам да, а во прилог на тоа што го кажавте, да ја концентрираме дискусијата. Мислења, идеи, аргументи, ставови и слично и одлично, што повеќе да, но ајде да почнеме да слушаме што повеќе. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Да, и вам повелете убав ден. Епа вака сега, ја прво ќе зборам со отпадот. Значи ја, ајде се случи што се случи, исчистија. Меѓутоа, тогаш навакав, сега на Гологамов, овде на Лондонска, па тоа се препуни контейнерите. Еве кај нас, например, изборам за општина Карпуш, Тафталиџе. Значи, доаѓала поредно 2 пати неделно. Сегаш или еднаш или на 10 дена. Значи, еве сега гледаме дека се цеди, не знам што да кажам по контейнерите. Не знам што се случува, нели рекоа дека етен као нови имаат овие камиони, што ти знам овона, и дека ќе биде подобро. Јас стварно не знам, еве извремево се стопли, меѓутоа мора хигиената да се одржува. Значи ова е, еве градоначалникот на Скопје или министерот за локална самоуправа, ето, ова е значајна информација. Нека прошета, так, да. Нека види каде што, како и се случува. Значи стварно е, не знам што да кажам, да не можете на Гологанов онде на тротоар да поминете. Значи морате на улица да се симнете, каде унатре и на тротоарот препуно. Значи тоа е сепак еден булевар тука, ајде да кажам другиве улици, ајде меѓутоа мора хигиената нешто, не знам, значи нешто најмногу што ме нервира е тоа. Овако и друго, да и овие што е АХВ или која е ова инспекцијава што е, нека помине малку по маркетиве. Значи едни цени има или нема цени. Значи нека помине и нема опомена, нека тура казни. Еднашка нека се опамета да стават цени. Значи на многу производи вие немате цени или имате една цена, па иди на каса друга, па ти е непријатно, па прашу или други работи. Значи морат овие работи некако да се средат. И друго за пензиите да речем, значи мора да се направи една ревизија за пензиите. Слушам многу други работи, меѓутоа секој има пензија, меѓутоа сите пензии со различити процент се проценуваат. Така да треба да се направи сите да имаат. Благодарам ве, поздравувам, ете не укажавте на неколку работи, одлично, навистина, верувам дека и ќе допрат до оние кои можат и треба да ги сменат. Ми се чини дека има ситуации по однос на цените и да останат цени од претходна акција, некако неажурно се тргаат, а акцијата завршила, а цените онака дури навистина упаѓаат во очи со тие контрастни бои, а потоа на каса одеднаш што апа не важи, тоа акцијата завршила, не се тргнале цените. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете. Ало, добар ден, Гошто да, Денисо. Почит, повелете, добар ден. Гошто Денисо. Кажете, да.
Јас ќе бидам сосема краток. Мислам дека ние на наша влада не се најде во своето работење во текот на овие 35 години. Само што ќе дојдат на власт, значи, па одма мислат дали ќе бидат критиковани, дали ќе изгубат на следните избори и целото време ќе им помине само во меѓусебни пресметки. Па затоа, дали е возможно, мајко му стара да речам, дали е возможно мандатот на една влада да трае најмалу 6 години, се прашувам јас, господин Исо. Толку, господин Исо, благодарам. Ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, почитувани Исо. Почити до вас, повелете, добар ден. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, повелете. Па мало појаснување за овие кутри намачени крави. Прво тие беа одземени со решение од Агенцијата за храна и ветерина во времето на СДС и ДУИ заради политички реваншизам на едни две господи кои беа потржувачи на ВМРО. Значи, такво решение донесено во време за одземање на собственоста на кравите во време на СДС и ДУИ. Овие кои сега... И тие фактички крави... Истите тие, да. И фактички кравите немаат собственик, штом немаат собственик, станале диви. И после хаосот се зголеми. Значи, постои, хајде ќе наречам, меѓусоседска расправа. И да, господите удрија еден човек, меѓутоа тој човекот си беше на нивни имот. Агресивно се однесуваше на имотот на тие девојки. А сега за цементарата, таа јас колку што знам, мои податоци, изградена е 55-та, но господинот Бранче од СДС 90-тите ја шитна, ама тогаш не видов нешто, овие титовите пионерчина, не пензионерчина, пардон. Титовите пионерчина да се бунат за дислокација или дај да му ја тупосаме на Бранче дома кај него цементарна, оти тој ја шитна. Парите не кажа каде отидоа. Тоа е добро прашање. Тогаш немаше некоја побуна или за ОХИС, уште плаќаме сметки, затоа што таму има канцероген лидан. Во ерата на Титовата архитектура многу убав ОХИС изграде, топилница ако сакате. Па имате така во секој град такви, да речете ги еколошки катастрофи, промашени инвестиции, како сакате наречете ги. Но тогаш немаше побуни. Сега или не смеа да се бунат, или не ќе да се бунат, ама сега инспирација до. Ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Браво. Да, се слушаме, повелете. Па види вака. Да. Го слушам овој патриотов како брани нешто што не е одбранливо. Значи, Тито, тоото време тој не може никогаш да го достаса. Тоа е недостижно време више. Тоа више можеме само да кукаме по тоа време. А сите овие политичари денешни можат вода да му носат не у канистри, у танкери. Значи, до толку можат само со Тито да се оправа. Ова што го каже со Бранко, ја продал на ова нона, на Елада доле на нашиот јужен душман, тоа е ташно. Значи, Тита не е Елада. Сега, јас, да ти кажам искрено, многу и не сум за протести од овој тип, затоа што цементара на времето јас, кога бев младо момченце, на квадратен километар само една куќа имаше. Све тоа после дојдоа дојденците од во таа област околу цементарницата. Како доаѓа тука работа наоѓа, така си градеа куќариња, па сега гледаат и ОХИС дека да го ратисат овие истиве сега, пробаа овие претходниве ОХИС да го пази линтано да го тргнат, ама под услов државата да плати. Значи, ова све го спремаат за градба. Тој булевар тука цел го планираат за градба на згради. Како што се оние згради нека кај кисела вода Пелагонија тука карши расадник, што беа на Пелагонија возниот парк тука, не знам што беше. И сите тие работи мафијашки што треба да ги прават, али само да им кажам дека Пустелија беше тука. Пустелија
немаше ова, фабриките си беа. Што дојдоа тука и демократијата ги донесе тука, со градежната мафија. И уште нешто ти кажам, многу ви се коцка сликата, квадратчиња ви се прави барем кај мене. Ајде, поздрав. Аха, благодарам нете и за информацијата. А добро, имаше доста фабрики кои денеска ги нема, стопански објекти производствени, дури и практично во централното градско подрачје. Спомна една гледачка учесничка, токму спомна и фабриката поранешна Цветан Димов за исто така хемиска индустрија, детергенти, сапуни. Практично, велам, на границата Кисела вода центар, општина, нели? Или поранешните околу железничката станица, конзерва експорт, ако не се лажам, па за сокови имаше, па околу фабриката за автобуси имаше исто така и за алкохолни пијалоци, бисерка или така нешто. Имаше многу фабрики. Но, ете, не се тука како се шири градот, со експанзијата на градот, или се дислоцираат, или се, за жал, кајна со таа приватизација, повеќе се угасна, се раскрчми, се девастираше, отколку што се дислоцираше и се префрли на некоја друга локација да продолжи да работи. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Добар ден, како сте? Еве, добро, благодарам, повелете. Еве, ќе повелам на ова. Имам една информација денеска во мојата општина се случи, само ќе кажам нешто. Да. Во мојата општина Чашка се случи пречек на еден председател на комшиска држава, на соседна држава. Јутоа да ви кажам искрено, господин Исо, кој ги организира приемот на високите функционери на државници во други држави? Пример, нели, тука има агента, кај треба да присуствува, што ќе зборува, кај ќе биде пречекан, кај ќе руча, кај ќе... Апсолутно, и строг протокол и сето тоа треба да е, да. Тие протоколи, дали некој ги гледаш овие протоколи што се правеше не во центарот на Чашка, веќе тука нема албанци да живеат, во селото од кај што е судот, градоначалникот. Значи, нема против ништо против албанците. Меѓутоа, оној пречек што го гледав, знаеш, рако, не се издржува, више значи не можеш да прифатиш нешто што веќе ги мине сите граници. Зошто тоа ќе го кажа? Било Касами ги пречекуваше од Косово, господине Исо. Ги пречекуваше и Војса Османи. Ги пречекуваше и Албин Курти. Потоа ги водеа, речи го председателот на собрание. Го испреде неговото обезбедување Војса Османи од аеродром да проведе до авион. Значи да не оди на претрес на пробата. Така да ови многу работи се случуваат. Мислам дека и тука сега да ги оставиме господинот што ви каже Црвенковски направил ова, знае ова направил. Сега кој е на власт, кој треба да направи сега? Кој треба да направи добро за нашата држава, ако може да направи? Значи јас апелирам дека овие работи што се случуваат и денеска што гледам она, се албански здавења, се песни албански химни, тоа не е добро, господинство, за државата и за албанците не е добро. Благодарам, поздрави до вас. Имаме ли време или сме на крајот? Да, добро, не знам, немам повеќе информации околу ова, но прашање, ако станува збор за официјална посета, секако тука треба да се види дали се, значи прво е тоа разликата, официјална или неофицијална. Ако е официјална, тогаш се подразбира дека е и тоа како неопходно да биде во согласност со процедурите, со протоколите кои подразбираат, значи и од безбедност на самата посета, што и да е, до применување и почитување на сите предвидени процедури кои се, велам, во функција на почитување и на идентитетот и на државата, и како на гостинот, така и на домакинот. И во таа смисла, велам, ако е ова официјална посета, треба да се види. Правилата се многу јасни. Јасни во смисла токму затоа што има правила. Да се спореди дали е според правила или не. Така да, затоа што тука, велам, има повеќе аспекти. Аспекти безбедност, слично, како што е со воздухопловите и така. Не може кој да е да бира дали ќе лета или не со авионот. Си има процедура кој тој може да се моли и да не се моли.
или е безбеден или не е безбеден. Така и ова. Од безбедноста на официјална посета до применување подеднакво на рамноправна билатерална основа на почитување и на едната и на другата држава, и на обележијата, и на сите кои живеат во едната и во другата. Благодарам за учеството, за вниманието. Ние барем тоа во принцип го почитуваме едни други и се надевам дека така и ќе остане. Имајте секако пријатен и добар викенд пред нас, па од понеделник во добро да се видиме. Довидување.